Штипјани по утринскиот снег дојдоа во објектот во спомен на покојниот претседател Киро Глигоров по одговори за дилемите што ги имаат за уставните измени. На располагање им беа премиерот Зоран Заев, правниот експерт Маргарита Цаца Николовска и професорот и екс-амбасадор во Бугарија Ѓорѓи Спасов. Оние што се заинтересирани знаат. Оние што не ќе да разберат, нема да разберат, не знам колку да им се објаснив. Добар ден на сите, почитувани штипјани, почитувани... Сепак на граѓаните им беа потребни објаснувања, како што рече еден штипјанец, за нивните стравови, например дали Грција ќе опстои на договорот и при влезот на земјава во Европската Унија или ќе испорача нови барања. Ја ќе го потпишеме, ќе може да ќе мине у собранието овај таков договор. А искуството што го праве Грција до сега, што сме имале со нив, а и со други, еве, например, со Турција, со Кипар, они имат подпишано многу договори, па ништо не се унадува. Но во самиот договор, уште еднаш напомену, има внатре алатки членови, кои што велат колку тоа Грција ќе помогне за нашата интеграција во Европската Унија, толку побрзо и примената на новото име дома ќе биде побрза. Ветувањата за поголеми плати, подобро здравство и образование, некои штипјани не можат да ги поврзат со членството во НАТО преку реализација на договорот за името. Па не ми е јасна споредбата со подобар живот и воен сојузник. Со членството во НАТО се гарантира трајниот мир, а тоа за секој инвеститор, и домашен и странски, значи сигурност, стабилност, безбедност, дека нема да ги изгуби своите пари кои што ќе ги инвестира во Македонија. На дебатата се потврдија навестувањата дека дел од нацрт амандманите ќе бидат коригирани. Например, ставот 3 од амандманот што се однесува на членот 49 од Уставот. Републиката се грижи за припадниците на македонскиот народ кои живеат во странство. И помалку бројните заедници овде реагираат и велат, добро, дали не се грижи за србите, за албанците, за турците кои што живеат во странство, а се од Македонија. И затоа предлогот е да се додаде дека се грижи за припадниците на македонската диаспора и за припадниците на другите заедници кои што исто така се наша диаспора. За измените во преамбулата со кои одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот од првото заседание на АСНОМ, Цаца Николовска смета дека посоодветна би била друга формулација. Одлуки или акти на АСНОМ кои се однесуваат за конституирање и удирање на темелите на македонската држава, без да се навлегува посебно во содржината на истите. Иако тема беа уставните измени од договорот со Грција, не останаа неспоменати серијата изјави за македонскиот јазик и историјата, што деновиве доаѓаат од министри во бугарската влада. Какви се вашите коментари со последните изјави на господинот Каракачанов и министерката за надворешни работи на Бугарија? Заев овој пат не се впушти во содржинско полемизирање и само повтори дека ќе продолжи да гради пријателство со соседите без оглед од кои причини се даваат таквите изјави. Наместо премиерот, коментар даде поранешниот амбасадор во Бугарија Ѓорѓи Спасов. Реакцијата на Каракачанов е само резултат на неговиот страв дека ќе му пропадне бизнисот со издавање на бугарски пасоши на македонци, ако Македонија стане членка на Европска унија.